Нашиот познат музичар Ибро Лабунски веќе одредено време живее и работи во соседна Србија, но деновиве престојува во Македонија, а ние тоа го искористивме да се сретнеме со него и да дознаеме што ново се случува кај него прице на музички план и со што ќе ги освежи и израдува сите оние што ја сакаат неговата работа и неговата музика. Ибро, здраво! Добар ден, поздрав до сите наши гледачи на убавата ваша телевизија, прекрасната Алфа. Како е да се биде дома? Дома, само дома си е дома, како вели Владо Јански. Но еве, како убаво кажа, јас во последниве година и по две сум во едно мало градче, Сремска Митровица, близу Београд, заради афирмација на мојот син, а и јас се снајдов во музичките води на српската естрада, колку толку и во компонирање и во стварање нови песни и ангажмани, како на Златибор, како Шабац, како Рума, Инџија, и мислам дека си го најдов местото каде што припаѓам и јас и Адам, бидејќи со македонската музика на некој начин за сега барем раскрстив, бидејќи не сум повикан во ниедна телевизија, тоа морам да го кажам, не бев испоштуван од многу телевизии за новите песни кои ги спремив за време на короната. Неколку телевизии побарав, поготово мојата матична телевизија, македонската радиотелевизија, за да кажам ја што имам да кажам од новите песни. Советување дека ќе те повикаме, не ме повикаа до ден денеска. Тебе ти благодарам. Ова емисија не е за да зборуваме за нив, него да кажам зашто сум како личност повреден, бидејќи јас заслужувам на македонската сцена сум долго време, знаете и сами, преку 30 години, и дека сум застапник за староградската песна, на песните кои се со трајни вредности, зборуваме за исконските вредности, зборуваме за песни кои требаше да ги обнародам и да ги оставам како запис за младите поколенија, но ето, не ни успеа. Со ново создадени песни се занимавам, но секогаш задржувам да немам нигдека примеси од страна, шундот и така натака. И уште ќе кажам дека благодарение на луѓето кои се околу нас, пријатели, менаџери и така натака, добро се котираме, и Адам и ја добро се снајдовме. Он беше и во реалитето Задруга 6 месеци. Јас се вратив повторно на инструментот, некогаш го пратам со мојата гитара, тоа се озвучени свирки, но пратња гитара, ние сајзерски и така натака. И за сега ни е добро. За се понатака ќе ве информирам кога ќе дојде време. Колку ти ми требаш, душа моја, љубов твоја ми не достига. Зарем ова срце што те моли, нема душо да те преболи. Колку ти ми требаш, душа моја, љубов твоја ми не достига. Зарем ова срце што те моли, нема душо да те преболи. Постојано работиш, јасно е дека квалитетот си го пронаѓа своето место и особено е лесно препознаен во средина надвор од нашата, и вашиот пример е уште еден од таквите примери. Што ново имаш подготвено на музички план, затоа што иако си во Србија, сепак и душата и срцата, нераскинлива врска постои со Македонија. Последната песна што ја отпеав на Охридски трубадури, која беше и второ наградена, односно прво наградена, тоа е Анѓо моја судбино, за која ја го напишав музиката и текстот, аранжманот припаѓаше на Суат Хусеин Цуле, но подготвив тогаш во тоа време и песна Ти се враќам песно, за која се надевам и мислам дека уште не ја имаат слушнато нашите слушатели и гледачи. Би сакал во оваа емисија да кажам дека токму таа песна јас ја напишав, бидејќи сакав да се вратам после подолга пауза на македонската сцена, затоа и насловот е Ти се враќам песно. Потоа напишав и песни кои ми вети дека ќе ме чекаш и вечно моја ќе си ти. Ќе слушнат нашите гледачи, која е една шансона баш онака да освежи малку, не ти е забавна, толку не ти е па многу народна, но нешто измеѓу. Така да
Потоа имаме една латино песна која е во латино духот, но исто го напишав ја музиката и текстот, тоа е Ти ми беше се љубов моја, години на тебе мислам јас. И така натака, но ќе ја слушнете во понатама во емисијава. Така да неколку песни кои ми се многу драги ги создадов и напишав за време на короната и ми беше мило и кејф на душата да ги слушнам некаде и по радијава и телевизија, но за жал ете и самиот на почетокот кажав дека не бев повикан, иако јас се јавував каде што требаше се јавам, нигде никој не ме испочитува и тоа беше конечната моја одлука дека син ми не сакам да го оставам овдека, него ќе одиме таму каде што ќе не почитуваат, каде што можеме да кажеме ако вредиме нешто на естрадата, да кажеме и ние во смисла на компонирање, текст пишување или музички да се изразиме преку нашиот талент кој го поседуваме. Мило ми е што музичката кариера и на двајцата ви напредува по нагорна линија и се надевам дека секое следно доаѓање ќе имам информацијата дека си тука ти или дека Адам тука за да може да им пренесеме убава енергија, убава музика на нашите гледачи. Ти благодарам за одвоеното време. Благодарам што ме повикавте и како што велат годините ме натежнале, но пуштајќи ја брадава вака многу по младалачки делувам, така баш велат женскиот пол. Потврдуваме, да. Да. Ви благодарам уште еднаш што бев дел од оваа ваша емисија и до наредната емисија ве посакувам многу здравје, љубов и среќа. Колку ти ми требаш, душа моја, љубов твоја ми не достига. Зарем ова срце што те моли, нема душо да те преболи. Зарем ова срце што те моли,